Емисија снимена од грчката телевизија за македонците таму пред 8 години досега не е емитувана никаде. МТВ дојде до снимката. Во овие вести само дел, што содржи емисијата од Душко Арсовски. Поради отворена програма на темата македонците во Грција, овој тамошен новинар си ја запечати кариерата во 1999-та. Емисијата насловена како "Очекувајќи ги варварите", во која учествувале Павле Воскопулос од партијата Виножито и Дионизис Гусетис, во тоа време активист на Хелсиншкиот комитет на Грција, никогаш не била емитувана. 4 години била криена од сопственикот на солунската телевизија Канал 5, денеска Алтер, а авторот Григорис Валјанатос бил принуден да ја напушти работата. Познато е дека во училишниот систем во Грција се е насочено кон љубовта, кон нацијата, знамето, црквата. Како од една таква лабораторија излезе човек како вас, што се разликува од другите? Изгледа имаше некои бебиња од епрувета што излегоа надвор од стандардот. Не само во Лерин, туку и во Костур, и во Воден, во Кукуш, во некои солунски и воденски села. И во суштина се зависи од мотивацијата, кој како ќе ја прифати и ќе ја разработи во општеството во кое живее. Иако малцинство, во Грција постојат интелектуалци што мислат поинаку од апсолутното мнозинство. Еве што изјавил пред 8 години гркот, активист за човековите права Гусетис, зошто го употребува терминот Македонија. Ја именуваме Македонија, зашто според сите конвенции човекот има право да се нарекува така како што му наложува свеста. Со иста логика, ако сака и малцинството што е во Грција да се именува како македонско, има право на тоа. Како што јас, ако сакам да се нарекувам кинез, имам право да се викам така. Некои што го нарекуваат нашиот северен сосед Скопје, можеби не знаат дека Скопје е град, а не држава. Уште во 1999 година, во истото забрането интервју, Павле Воскопулос без да знае и одговорил на шефицата на грчката дипломатија која деновиве зборува за можен иредентизам што би го донело евентуалното признавање на терминот Македонија. Ние имаме принципиелен став дека малцинските прашања се прашања што треба да се решаваат со диалог меѓу представници на тоа малцинство и владата каде што живее тоа. Не можат малцинските прашања да се решаваат со интервенции од соседни или кои било други држави, зашто е опасно за веќе разнишаниот мир на Балканот. Ова е важно токму за да не се храни стравот кај мнозинското население дека преку остварување на таквите права може да има иредентистички аспирации или идеи што ќе го нарушат мирот. 1,5-часовната емисија наскоро ќе можете да ја гледате на МТВ. Ова ќе биде прво емитување воопшто, откако е снимена на 20 март 1999 година.